Добро вечер, вие гледате Студио 2. Тема на вечерашното издание на Студио 2 е слободата на изразувањето како можен проблем кој ќе се појави како критика за Македонија во предстојниот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија во европските интеграции. Минатата недела јавивме веќе Македонија се најде подолу на листата на земји во кој слободата на медиумите го има вистинското свое место. Денеска беше ова тема на пратеничките прашања. Вечерва во студиото ги поканив Илија Димовски, пратеник и директор за комуникации на ВМРО ДПМН, Андреј Петров, пратеник и подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и мојот колега Саши Димовски од неделникот Фокус. Добро вечер за сите тројца. Значи темата е слобода на изразување. Ќе почнам од вас, господине Димовски. Има ли проблем Македонија со слободата на изразувањето и како го доживувате тоа што, например, дали мислите дека случајно председателот на Европската Унија при неговата посета го отвори токму тоа прашање, формулирајќи како слобода на изразувањето? Факт е дека постојат одредени дисторзии во информирањето во Република Македонија, меѓутоа тие се повеќе сложни и зависат од многу различни причини. Значи, тие влечат корен во последните десетина години, меѓутоа влечат многу корени во односот помеѓу политичките партии, во односот на собственоста на медиумите, во односот на организираноста на новинарите, дали имаат синдикат, дали немаат, дали имаат здруженија, дали немаат, дали учествуваат во таа работа или немаат. Генерално, државата има одредена мека рамка за регулирање на медиумите, односно единствено има мека рамка за регулирање на делот на радиодифузерите со законот за радиодифузија. Она што представуваат печатените медиуми нема скоро никаква регулација во делот на работата на оној дел кој што го гледаме, оној дел за кој што ќе дискутираме вечерва во смисла на работата на новинарите. И тоа е добро. Значи, прилично е мека регулацијата. Она што се уште манкаме да го направиме е во таа мека регулација. Тука не зборам за законите кои што се однесуваат на формирање трговски друштва, плаќање даноци и така натака. Туку зборам за делот на професијата новинарство. Она што не успеваме се уште, односно што ни манка, е во рамките на таа мека регулација здруженијата на новинари, евентуално некој синдикат на новинари, односот на новинарите да наметне принцип во кој што многу помалку ќе дозволува влијание, било да е од бизнисот, било да е од политиката, било да е од разни интересни групи и групации во Република Македонија. Тоа е во рамки на слобода на медиуми. Ова што го кажавте, дали е случајно како термин или станува збор за една атмосфера психолошка генерално во државата, кај што станува збор за застрашување. Ако јас го разбирам слобода, до сега зборуваме за слобода на медиуми. Значи, ако земете во најтиражните дневни весници во Македонија, скоро и да нема колумнисти кои што застапуваат провладини политики. Земете го Време, нема ниту еден. Земете го Дневник, дали има еден или два некои повозрасни професори. Генерално соодносот е 10:1. Значи, зборам во двата најчитани дневни весници каде што имате колумни. Да не зборам, значи членови на извршен одбор, подпредседатели на СДСМ, членови на ВМРО Народно и ред други. Во поглед на електронските медиуми, ако сакате. Значи и тука граѓаните не можеме да ги доведеме во ситуација секоја вечер да кажуваме дека оваа власт е ненародна, оваа власт да е фашистичка, оваа власт да е тоталитаристичка, а секоја вечер го правиме тоа. Ако е тоа така, Боријан, ако е тоа така, нема да можеме да го кажуваме тоа, како да ви кажам. Нелогично. Господин Петров, вие денес како поставивте ова прашање до премиерот, дали сте задоволни од одговорот? Не, воопшто не сум задоволен затоа што одговорот не е вистинет. И тука треба да се каже дека Македонија има катастрофален пат кој е во прашање слободата на медиумите. Истата она институција која лани не рангирала на 34-то место, оваа година сме рангирани 34 места подолу. И тоа е најголем пат и во регионот и воопшто во овие земји кои не обкружуваат. Она што треба да се истакне на што е последица сето тоа. Значи, ние имавме 4 години ситуација во која владата преку пласирање на средства во медиумите, околу 10 милиарди денари, според официјалните ревизорски извештаи, 10 милиарди денари се вложени, значи, во медиумите и како резултат на тоа во одреден период ја добиваше наклонетоста на медиумите. Секаде во светот е нормално власта да биде
критикувана. Никој не ја критикува опозицијата. Во сите демократски земји, оној што има одговорноста, што ја води држава. Значи дека опозицијата не е подлежна на Апсолутно, меѓутоа главната критика оди на оној што ги води главните политики во државата, кој управува државата, кој е одговорен за едината на земјата, за едината на овој народ. Ние имавме парадоксална ситуација каде што 3 години поради сето тоа, таа наклонност на медиумите се критикуваше опозицијата и до тогаш беше добар. Сега наједнаш кога дел поради тоа што созреа демократските процеси во земјата, дел поради агилноста на опозицијата, има еден критички осврт на голем дел од медиумите спрема власта и наједнаш тоа е доволна причина да има конфронтација со телевизија, да се поистоветува одредена телевизија со политичка партија, со СДСМ, еден конфронт. Во што е проблемот кога се вели слобода на изразувањето, кога председател на Европската унија во својата изјава баш одбра да каже слобода на изразувањето дека може да биде проблем? Па знаете што е проблем? На кој треба да се работи во Македонија? Значи, во Македонија ме интересира вашето толкување. Во Македонија медиумите се еден од главните столбови на демократијата. Состојбата во медиумите е отприлика слика на состојбата на демократијата во земјата. Значи, она што се случува во медиумите се случува и во некои други сфери. Што значи слобода во медиумите, да речеме? Слобода во медиумите значи да не можете да очекувате вие еден новинар кој работи во телевизија во која владата пласира огромни суми на пари, да има критички став и да го изразува своето мислење, она што е оригинерно негово, што потекнува него. Секогаш е подлежен на еден вид за вас е проблемот тоа што владата дава многу пари во медиуми. Ама не е само тоа, не е само тоа. Земете го јавниот радиодифузен сервис. Тој стана радио Милева. Преку оние реклами, чаршафи што ги гледаме секој ден што тој треба да биде во функција на граѓаните. Не бил нешто подобро. Али драстично никогаш не било толку. Саши Димовски, како новинар, како вие толкувате таа разлика меѓу слобода на медиуми и слобода на изразување? Вие во фокус, дали имате проблем со слободата, да речеме? Изјавата на европредставникот која сега вие ја спомнувате, јас ја гледам во еден друг аспект. Во последниве месеци во Македонија се изречени неколку пресуди кои се однесуваат на колумнисти за изнесени нивни мислења и ставови во колумни. Дали тоа се од поединци или од институции, и можеби токму во тој дел председателот на Европската унија говореше во тој дел на таквото изразување, бидејќи по неколку пресуди ние се соочуваме со сериозен проблем, зборувам како новинари генерално, за добивање на било каква изјава или информација дури од оние луѓе кои условно беа користени секојдневно од медиумите во функција на аналитичари и така натаму и така натаму. Да, токму тоа, веројатно, стравот е од репресијата, затоа што никој веќе, јас не се сеќавам кога одредена институција испратила демант за било кој мој текст или за било кој текст на колегите. Сега се оди на еден многу подруг и посуптилен начин, веројатно тужбите за кои можеби тогаш ВМРО ДПМН излезе декларативно дека ќе ги повлече, сега се многу намножени од представници на, зборувам, на институциите и поединци кои се на високи влијателни функции. Токму тој притисок кој се прави сега преку судството и изречените клевети, пресуди за клевети и навреди, мислам дека се однесува токму на ова слободата на изразувањето. Добро, Илија Димовски, само дозволете, мала пауза за реклами, ги слушавте почетните ставови.